Сакате да кажете дека имаме ризични јавни функционери кај кои има драстично зголемување на имотот? Па секако дека има, но треба да се тоа е улогата на софтверското решение кое со ИПА 3 проектот се надеваме дека до крајот на 2027 целосно ќе стане операционализирано преку црвени знаменца да ги прикажува лицата, односно да прави паралела, односно споредба на имотот од една страна стекнатиот имот за време на вршење на мандатот и од друга страна на приходите, реалните приходи, тие што се пријавени, односно кои што ги има во базите на податоци и доколку одредено лице има имот стекнат, да речеме 100.000 евра во мандат од една година, а од друга страна имало приходи од 20.000 евра, тоа е веќе софтверот би дал сигнал дека тоа лице треба да се провери, односно да се провери начинот на како го стекнало тој имот. Сега тоа на некој начин ќе го направиме овој пат полуавтоматски, од базата се извлечени податоци и експерт од нашата институција работи на детектирање лицата кои ќе бидат предмет на проверка. Што не значи дека тие лица стекнале нешто незаконско, треба да ги провериме со прибирање податоци од другите институции, со податоци од банките, ги споредуваме тие податоци и доколку оцениме дека одредено лице има несразмерно стекнат имот во однос на неговите примања, го повикуваме да го докаже основот на стекнување тие средства.